се медиумите. Младите сакаат развој, сакаат прогрес, модерно општество и пред се вработување според знаењата и вештините. Младите сакаат европска иднина, а не лажно минато. За жал, реалноста со која се соочува скоро секој млад човек е сурова. Владата на премиерот во заминување Груевски ја закопа иднината на државата. Денес Македонија не е веќе земја на влади. Политиката на ДПМН ги натера да ја напушта земјата и надвор државата да ја бараат својата иднина. Нема инвестиции, нема нови работни места, нема никаква перспектива. Има рекордна сиромаштија и невработеност. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија после 5 јуни ќе воведе многу конкретни мерки и проекти за намалување на невработеноста кај младата популација. Почитувани граѓани, треба да се определите за бројот 10, затоа што во нашата изборна програма предвидуваме и ветуваме. Прво, субвенции за вработување на невработени млади лица на возраст до 27 години, со месечна финансиска поддршка од 16.000 денари во период од 6 месеци, со обврска работодавачот да го задржи најмалку 18 месеци на работа. Со оваа мерка, директно ќе ги стимулираме компаниите да вработуваат млади лица. Второ, директна поддршка на младите за почување на собствен бизнис, со давање на 307.500 денари или околу 5.000 евра во опрема и репроматеријали за сите млади невработени до 27 години, евидентирани како невработени повеќе од 3 месеци. Трето, ќе воведеме ослободување од обврска за плаќање социјални придонеси во период од 1 година, при превработување на млади до 27 години. Со оваа мерка ќе се придонесе средствата кои фирмите ги плаќаат за придонеси да ги пренаменат во отварање на нови работни места за младите. Четврто, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе субвенционира бескаматни кредити за младите за отпочнување самостоен живот. Со оваа мерка младите ќе имаат можност да подигнат кредит за решавање на стамбеното прашање, за кој државата ќе ја плаќа каматата. Петто, ќе склучиме договор со најмоćните 50 компании во државата за вработување на најдобрите студенти. Целта е да ги задржиме нашите најквалитетни млади кадри да работат во нашата држава. Почитувани, како никогаш досега, новата влада на чело со нивниот премиер Радмила Шекеринска ќе се сврти кон отварање на нови работни места. Тоа е нашиот приоритет. Ви ветуваме, после 5 јуни со реални и остварливи проекти, домајкински ќе почнеме да ги решаваме сите горливи проблеми на граѓаните во нашата држава. Благодарам.